Кратки најави за денес. Парулеска ги донесе медаљите во Охрид. За неа спортот е живот. Специјализирана подлога за физички активности доби Основното училиште Свети Климент Охридски. Чернодрински се враќа дома во чест една деценија младински театарски ентузијазам. Првни настапи и награди за талентите од музичкото училиште Методи Патче. Државниот испитен центар штрајкува. Државната матура ставена под знак прашалник. За најавените и за останатите настани од денес ке ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со врнежи од дожд и повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 16 степени Целзиусови. Во среда во северна, централна и југоисточна Европа ќе преовладуваат неочекувано ниски температури за овој период од годината. Во источна Европа, како и на Пиринејскиот полуостров, надпросечно високи температури. Во северните и источните предели на Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. Во останатите предели на полуостровот умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 12 до 20 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо со пад на максималните температури. Локално се очекуваат да наврнат од 10 до 15 литри. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 1 до 10 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 7, односно до 17 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во четврток и петок по свежото утро со утринска температура од 2, односно 1 степен. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и потопло со максимални 15, односно 17 степени. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 17 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени.
вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Христијана Парулеска ги донесе европското злато и сребро во Охрид. Дочекана од своите другарчиња од клубот, градоначалникот Пецаков и голем број охриѓани. Таа кажа дека благодарение на градот и атмосферата која ја дочекала, успеала конечно да ја совлада и возбудата после освојувањето на европскиот теквондо трон. Се остварија дел од соништата на младата Христијана Парулеска. Пред незините нозе е европскиот трон за традиционално теквондо при ИТФ за кадети. Парулеска вели дека за да се постигне ваков успех треба труд и посветеност. За мене во моментов овој спорт значи, може да кажем, мојот живот и без него искрено не можам да живеам. Па полуфиналето со девојчето од Хрватска, таа најмногу некако се подпре на мојата техника. Ја сакам да се заблагодарам на сите што дојдовте овде да ми помогнете да се соземам. На патот до европскиот трон пред Парулеска паднаа бугарската, хрватската и украинската репрезентативка. Таа на последното европско првенство, кој се одржа во Јесоло, Италија, беше прогласена и за најдобра кадетка. Признание кое лично го доби од господинот Руджиеро Ланоте, организатор на Европското првенство и председател на Италијанската теквондо федерација, а официјално е и вице-шампионка во дисциплината форми. Маријанчо Лазаревски, председател на македонската ИТФ репрезентација, тренер и председател на теквондо клубот Хваран Китеев од Лесковиц од Охрид, кажа дека се подготвувале, иако златото за нив како мала држава секогаш било недостижно. Ова е историски успех, прв пехар што некој надпреварувач во поединечна конкуренција го освоил за најдобар поединец. Значи, европски шампион и најдобар меѓу најдобрите. И јас мислам дека овај успех, дека тешко дека некојаш ќе можеме да го повториме. Лазаревски се заблагодари на спонзорите, без чија помош овој успех не би можел да се оствари, како и до Агенцијата за млади и спорт. Посочи дека секоја помош од државата, од локалната самоуправа, од секоја установа, институција, правно или физичко лице за спортистите секогаш е добре дојдена. На нив останува таа помош да ја оправдава, како што тие го направија постигнувајќи го овој успех. Градоначалникот Пецаков ја пречека младата Христијана и каже дека ова е светол пример за спортот, согласен дека резултатот не е случаен, дека зад него стојат многу труд и посветеност. Тоа е врвот, европски шампион, пехар за најдобра кадетка, успеавме како град зборувам да добијаме, секако и како држава, ова е прв пат, така да од наша страна поддршката ќе продолжи и мора да на тој начин вложувајќи во младите. Продолжува победничкиот галоп за нашите најдобри борци со меѓународниот отворен турнир Зворник во Босна и Херцеговина на почетокот јуни. Потоа на 24 јуни Софија Опен и Охрид Опен, а се надеваат и на учество на светското првенство во Астана во Казахстан. Започна мисијата на Бернската Рамсарската конвенција и ЮНЕСКО во Охридскиот регион. Стручниот тим на Министерството за животна средина и просторно планирање, предводен од министерката Шукова, денес ги прими представниците на секретаријатот на Бернската конвенција во делот на заштита на природното наследство кои се во мисија во нашата држава, во врска отворениот файл за Република Северна Македонија, наводни негативни влијанија врз Охридското езеро и Националниот парк Галичица, кандидати за емералд подрачја поради развојот на инфраструктурата.
Мисијата предводена од извршниот секретар на Бернската конвенција Микаел Путиерес утре и задутре ќе ги посети Националниот парк Галичица, општините Охрид и Струга, како и ќе направи теренска посета на Студенчишкото блато, областа кај Свети Науми, Охридското и Струшкото крајбрежје. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска во Основното училиште Свети Климент Охридски ја презентираше донацијата специјализирана подлога за физички активности од компанијата Ховеркрафт Адрија, која неодамна отвори погон во Охрид. Подлогата е повеќе наменска, мобилна и ќе се користи за гимнастика и за корективна гимнастика. Специјализирана мобилна подлога за гимнастика и корективна гимнастика, како и останати спортски реквизити, денес доби Општинското основно училиште Свети Климент Охридски. Станува збор за реквизит кој многу ќе помогне во спроведувањето на спортските активности на часовите по физичко и здравствено образование. Подлогата е донација на компанијата Ховеркрафт Адрија, која неодамна отвори погон во Охрид, информираше денес градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. Станува збор за инвестиција во образованието и спортот за нашите најмали, влог кој во иднина повеќе кратно ќе се врати, потенцираше градоначалникот. Во директен контакт помеѓу општината Охрид и собствениците од Словенија успеавме во основа на соработката и со станоците кои го имавме да ги убедиме својата компанија да ја отворат во Охрид. И за почеток донираат 2 специјализирани подлоги. Тука секако дека сакам да изразам мојата благодарност и да порачам и другите компании да го следат нивниот пример на општествена одговорност. Пецаков кажа дека локалната самоуправа ќе продолжи да се грижи за образованието и развојот на децата, најавувајќи дека вакви подлоги ќе се набават за сите училишта во Охрид. Набавени се и голем број реквизити за спорт, а неодамна беше пуштено и повеќе наменското игралиште во ова училиште. Јордан Пуровски, директорот на училиштето, кажа дека станува збор за еден вид безбеден спортски реквизит кој сега гимнастиката ќе направи поблиска и побезбедна за сите ученици. И ваков искрено до сега не сме имали безбедно за учениците да можат да тренираат, односно посебно е добар за гимнастика. Значи така да претходно со самоодредени ученици кои што имаа поголеми физички афинитети и поразвиена моторика, се работеше на часовите по физичко, додека на овој душек се надеваме дека ќе имаат можност сите ученици да ги пробаат тие работи кои што претходно беа искрено поопасни за изведување без соодветни услови. При крај опремувањето за училницата по информатика во Свети Климент Охридски, која ќе биде ставена во функција од наредната учебна година, за која се набавени 20 компјутери, објасни директорот Пуровски. Тековно, за време на летниот период, ќе се заврши со боедисување на ѕидовите на целото училиште. Време на режим на сообраќај на улицата Пирин Планина. Заради подготвителни работи за асфалтирање на улицата од утре 26 април, на улицата Пирин Планина во населбата Кошишта ќе биде воведен времен режим на сообраќај, информираат од локалната. Се упатува апел до граѓаните кои живеат и гравитираат на оваа улица да се придржуваат на сообраќајниот режим и да се воздржат од паркирање на возилата по должина на улицата. Чернодрински се враќа дома на текст на Горан Стефановски на 26 април на малата сцена на Центарот за култура Григор Прличев, а во чест на една деценија младенски театарски ентузијазам Аматер од Охрид. Независната аматерска театарска група Аматер од Охрид одбележува една деценија постоење. Приказната која започна пред 10 години од четворица матуранти ентузијасти успешно продолжи до денес. По повод годишнината, премиерно ќе ја изведат театарската представа Чернодрински се враќа дома на текст на Горан Стефановски. Идејата за оваа представа беше пред неколку години имавме обид за да ја спремаме, но заминавме во друг правец, друга представа почнавме да спремаме, но во вистинско време испадна шансата да ја спремиме оваа представа текстот Чернодрински се враќа дома, баш за овај јубилеј, 10-ти, бидејќи има многу символика во самиот текст, Чернодрински како деец и како основоположник, најзаслужен за театарот и драмата во Македонија. Текстот е авторот Горан Стефановски, кој е по Чернодрински за мене најголемиот драматург во Македонија. Режијата е на Јован Цветковски, а улогите ги играат Томе Уковски, Леа Новеска-Цекич, Димитар Назифовски, Јован Цветковски, Илија Трале Левески, Глигор Велјановски и Ема Алекс. Чернодрински се враќа дома, драмскиот текст е 14 слики
Меѓутоа, една сцена беше отворена за потребите на оваа представа, така да имаме 13 посебни слики, 13 посебни сцени, и сите од актерите од актерската група играат повеќе улоги, така да во едната смисла на актерска игра е за нас уште поголем предизвик да пробаме да доловиме повеќе улоги, повеќе од една, и исто така има доста промена на костимографија, промена на сценографија, што беше еден дополнителен предизвик за нас како актерска екипа. Представата Чернодрински се враќа дома, членовите на независната аматерска театарска група Аматер ја подготвуваат 3 месеци со многу љубов, ентузијазам, енергија и желба и се надеваат дека ќе одиграат уште многу пати. Покрај идеите и желбите за играње на оваа представа уште неколку пати пред охридската публика, ние имаме план да ја представиме, да ја поставиме истата представа и во некои други градови од Македонија. Секако дополнително ќе известиме за било кој од тие планови кои ќе се реализираат и кога ќе биде време да ги најавиме. Премиерата на представата Чернодрински се враќа дома е закажана за утре, 26 април, со почеток од 20 часот на малата сцена при Националната установа Центар за култура Глигор Парличев Охрид. Државниот испитен центар почна штрајк за повисоки плати. Државната матура ставена под знак прашалник. Синдикалната организација на Државниот испитен центар од денеска стапи во генерален штрајк поради недобивање на согласност на барањето за изменување и дополнување на колективниот договор од страна на Министерството за финансии, а со цел заштита на економските и социјални права на своите членови, соопштија оттаму. Сите процеси кои се во надлежност на Државниот испитен центар, државна матура, државно тестирање, обука и испит за директори, приправнички испити, меѓународно тестирање ТИМС и така натаму, ќе бидат запрени до добивање на согласност од Министерството за финансии. Сите 29 вработени се членови на синдикатот и состојбата на штрајк која би траела подолго од една недела би значела невозможност да се спроведе државната матура, стои во соопштението на синдикалната организација на Државниот испитен центар. Во овој момент 11 од вкупно 29 вработени на различни позиции се изедначени и имаат минимална плата од 20.000 денари, додаваат од синдикалната организација на Државниот испитен центар. Врвни настапи и награди на музичките таленти од основното музичко училиште Методи Патче на меѓународен надпревар во Тревизо, Италија. Од 21 до 23 април во Тревизо, Италија се одржа 15-тиот меѓународен надпревар Giovani музицисти. Оваа година учество зедоа млади музичари од повеќе од 15 држави од целиот свет. Трите представнички од Охрид, ученички во основното музичко училиште Методи Патче, постигнаа забележителни резултати и се закитија со значајни награди. Од класата по пијано на професор магистар Ана Ѓоргиевска, ученичката Катја Крстановска освои висока прва награда во категоријата Родени 2015 година, додека пак ученичката Ана Кузмановска освои трета награда во силна конкуренција од категоријата Родени 2009-2011 година. Од класата по флейта на професор магистар Нина Момировска, ученичката Ива Чанова освои трета награда во категоријата Родени 2006-2008 година. Во оваа категорија беше доделена една прва награда, втората награда не се додели и третата награда и припадна на нашата представничка, информира од музичкото училиште Методи Патче. И покрај големата конкуренција и високите критериуми на оценување, сите три надпреварувачки од Охрид биле забележани од реномираното жири, кој упатило пофални зборови за нив и на нивните ментори, како мотив и инспирација за идни достигнувања. 21 годишен охриѓанец измамен за 3000 евра. Вчера во 13 часот и 40 минути во СВР Охрид 91 годишен охриѓанец пријавил дека бил измамен од едно лице за сума од 3000 евра. Според пријавеното околу 11 часот и 30 минути на булеварот Македонски просветители, лицето започнало разговор со него и побарало да му даде пари за да ги покаже на негов пријател од странска земја. Како што е пријавено, тој ги земал парите од негов пријател и откако му ги дал, лицето заминало и не се вратило, пошто старецот сфатил дека е измамен. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, информираат од СВР Охрид. Следуваат вестите од светот во продолжение.
Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на средбата со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш во Њујорк го повика раководството на Светската организација строго да се придржува до принципот на непристрасност, соопшти Руското министерство за надворешни работи. Министерството соопшти дека во фокусот на разговорите била ситуацијата во Украина. Лавров уште еднаш детално ги опиша причините за актуелната криза, напредокот и целите на руската специјална воена операција во Украина, чија цел е елиминирање на заканите за националната безбедност на Русија. Шефот на руската дипломатија го критикуваше однесувањето на западните земји кои ја користат платформата на Обединетите нации за промовирање на политизирани антируски иницијативи кои, како што рече, можат само да ја продолжат тековната криза, се вели во соопштението. Лавров посочи дека нема напредок во спроведувањето на дел од договорот за извоз на руско жито. Силен земјотрес со јачина од 7,1 степен според Рихтеровата скала утрово го погоди западниот дел на Индонезија, предизвикувајќи прогласување закана од цунами и евакуација на жителите од крајбрежните области. Земјотресот се почувствувал во областите и градовите на провинциите Западна Суматра и Северна Суматра, во кои исто така им беше наредено на неколку населени места да ги евакуираат жителите. Официјални лица рекоа дека голем број жители на островот Ментевави не се симнале од повисоките места, каде што побегнале поради страф од последователни потреси, иако е издадено предупредување за цунами. Индонезија, огромен архипелаг од 270 милиони луѓе, често е погодена од земјотреси, вулкански ерупции и цунами. Италијанската влада прогласи 6-месечна вонредна состојба со цел да се справи со зголемувањето на бројот на мигранти кои пристигнуваат на јужните брегови на земјата. Државната телевизија објави дека се очекува да биде назначен специјален комесар за овие прашања. Владата на премиерката Џорџа Мелони одобри финансирање од 5 милиони евра. Владата соопшти дека вонредната состојба е неопходна со цел итно да се спроведат вонредни мерки за намалување на приливот на бегалци кои пристигнуваат на италијанскиот остров Лампедуза. Сегашната италијанска влада, како и претходните, главно неуспешно се обидува да добие поддршка и поголема солидарност за прифаќање бегалци од другите земји на Европската унија. Од почетокот на годинава во Италија пристигнале над 30.000 мигранти. Тие биле спасени во Средоземното море од локалните власти или хуманитарни бродови. Се наведува дека тоа е речиси 4 пати повеќе во споредба со претходните 2 години во истиот период, кога пристигале по 8.000 мигранти. Вооружените сили на Русија почнаа да ги користат најновите тенкови Т-14 армата за гаѓање на украинските позиции, пренесува РИА Новости. Агенцијата наведува, повикувајќи се на добро информиран извор, дека руските војници почнале да ги користат најновите тенкови армата за да отворат оган врз украинските позиции, но дека овие тенкови се уште не учествувале во директни офанзивни операции. Тој извор вели дека тенковите Т-14 армата добиле дополнителна странична заштита од противтенковска амуниција. Тенковите армата беа тестирани во борбени услови за прв пат во Сирија. Тенкот е специфичен по тоа што членовите на екипажот се сместени во оклопна капсула во предниот дел на возилото. Армата има комбиниран повеќе слоен оклоп, а главното вооружување е пиштолот 2А82 1М од 125 мм, кој може да користи наведувани проектили со дострел од 8 километри. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата и пријатно.